Добро вечер, јас сум Јадранка Костова. Вие сте на вистинската фреквенција, еден телевизија и го следите отвореното студио, а во овој вечерен дел јас сум ваш домаќин и уредник. Последниве 2 децении во светски рамки се зголемува бројот на луѓе кои се против задолжителната вакцинацијата и против вакцините воопшто. Ваквите ставови фатија корен кај дел од популацијата, се намалува бројот на вакцинираните, но од друга страна, како последица на тоа, се вратија некои болести кои беа искоренети благодарение на вакцините. Само еден податок од Светската здравствена организација, дека бројот на заболени од мали сипаници во Европа во 2017 година пораснал за 400% во однос на 2016. Сакам да кажам дека ова е значи и европски и светски проблем. И сега доаѓаме на домашен терен. На 2 јануари во Македонија беше прогласена епидемија на морбили, односно мали сипаници, на целото подрачје на град Скопје. На таа пресконференција министерот за здравство Венко Филипче соопштија ова вест, при тоа стои дека повикувајќи се на Законот за заштита на населението од заразни болести, член 56 и 57, од 3 јануари стапува на сила времена мерка забрана на носење на сите невакцинирани деца од МРП вакцина во сите градинки во Скопје. Деновиве над 30 родители чии деца не се вакцинирани и на кои им е забранет пристап во градинките, покренуваат судска постапка да ја оспорат оваа мерка. Нивен застапник е адвокатот Димитар Савовски, кој е и гостин во отвореното студио. Добро вечер, добре дојде. Се обративте до судот, колку родители, колку деца застапувате? Околу 30 семејства се, со тоа што има 2-3 семејства кои имаат по 2 деца, отприлика се 35-6 деца во чие име поднесов барање до судот, предлог за привремена мерка, во итна постапка да се вратат децата во градинка. Колку градинки би опфаќат? 14 градинки на територија на град Скопје. Со тоа што имам информација дека многу повеќе деца не одат во градинка поради оваа изречена мерка од страна на здравствениот инспекторат, меѓутоа овие 30 семејства, 30 родители се решија да ја покренат постапката. Вие ги оспорувате членовите од законот? Не, вака ќе ви објаснам. Прво, со привремена мерка бараме... Се извинувам, јас се обидов да имаме гостини од Министерството за здравство, за жал не успев во тоа. Но во некои, во наредниве недели, ќе ја продолжиме оваа тема. Ќе ми биде драго да чујам и противната страна. Веднаш да кажам да нема дилеми, јас не застапувам антиваксерско или проваксерско движење. Јас лично сум проваксер. Меѓутоа сум исто така многу повеќе и проостварување на права, а особено во ситуации кога со незаконски мерки изречени од извршната власт се повредуваат права на таква ранлива категорија на население како што се деца, па се оди до степен на дискриминација на овие деца, што е сосема спротивно на законот па за заштита на деца. Меѓутоа, збарам од градинките во итна постапка преку овој предлог за привремена мерка да ги вратат децата на воспитување и чување во градинките. До сега 4 градинки дадоа одговор на мојот предлог и сите 4 редовно се повикуваат на решението издадено, еве го тука го имам, решението издадено од здравствен инспекторат на РМ при Министерство за Државен санитарен инспекторат. Еве го тоа, ако може камерата да го дофати. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, колку што ми е познато, ја дава таа решение врз основа на заклучоци кои биле донесени во Комисијата за заразни болести. Во ред. При што министерот наложува на инспекторатот
да постапи по тоа? Толку се моите сознанија. Вака, прво, да ги расчистиме надлежностите. Надлежност за прогласување на епидемија на територија на град Скопје има Завод за здравствена заштита или како се вика во моментов, не знам. Нема нити министрот, нити санитарниот инспекторат. Но алармот е кренат од Институтот за јавно здравје од епидемиолозите на терен. Верувам дека и состојбата е алармантна во поглед на епидемијата. Меѓутоа, јас го ценам правниот аспект на постапувањето на државните органи. Во ова решение, точка 1, вика буквално да се забрани згрижување во установа на деца кои не се имунизирани со вакцина против морбили, рубола и паротит, РМП така наречено. Во решението, државниот санитарен и здравствен инспекторат се повикува на член при носење на оваа наредба за забрана на градинките да ги примаат овие деца на член 64.9. Член 64.9 не содржи ваква забрана. Член 64.9 вика забрана за обавување на дејност во објекти. Но овде, повикувајќи се на Закон за заштита на населението од заразни болести, се наведени член 56 и член 57. 56 и 57 немаат врска со односење на оваа одредба. Зошто они се повикуваат на тие членови, не знам. Член 50... Некакви вонредни мерки. Не. Член 56 се одредува надлежност со база на тоа што кажав за надлежност на хајде како се викаше Завод за јавно здравје на град Скопје да прогласи епидемија. Значи Завод за јавно здравје на град Скопје прогласил епидемија, сега е во надлежност на државниот инспекторат да спроведе мерки, што е во негова надлежност, за да се спречи ширењето на таа епидемија. Меѓутоа, ваква мерка, како што изречена во решението, со закон не е препишана. И каква мерка сметате дека би била законски издржана, бидејќи е во прашање јавното здравје на крај? Пазите, не ме прашувајте мене. Тамо има таксативно наброени 10 мерки. Сега јас го се грижам за легалниот аспект на оваа мерка. Добро, ги застапувате овие родители, точно. Овдека се спротивставени два јавни интереси, или општествено оправдани интереси. Едниот е заштита на јавното здравје, што е неспорно. Меѓутоа, другиот јавен интерес е згрижување на тие деца во градинките. Нивен развој, воспитување, згрижување и така натаму. Сега е прашањето, дали вие можете да остварувате еден јавен интерес, како што е заштита на здравјето на граѓаните или на децата во конкретниот случај, со загрозување, со мерка противзаконска, која го загрозува другото општествено добро, тоа е згрижување на децата. Тука се темели моето барање до судот. Но што, ќе се донесе закон во кој задолжително ќе стане вакцинирањето на децата? Дали во тој случај што би било? Како би реагирале родителите? Во ред, како ќе реагираат родителите, верувајте, мојата грижа е повеќе за децата. А ќе ви објаснам и зошто сметам дека се истите дискриминирани. Меѓутоа, не постои примена на закон во најава. Закон се применува, знаете и вие, од денот на донесување, објавување, Не мислев јас во најава, говорам дека последиците би биле повторно исти. Зашто? Ако постои во новиот закон ваква одредба, значи дека постои таква мерка, да им се забрани на децата, односно да им се стави на диспозиција на градинките да не примаат деца кои не се вакцинирани, тогаш безпредметно и моето барање до судот би било во таква ситуација. Имате ли одговор од судот? Има ли рок? Не, има рок, меѓутоа, пазите, малце поделикатна, покомплексна целиот случај, се чека одговор од градинките. До сега, како што кажав, така е постапката. На мојот предлог треба градинките да одговорат, па да ценат што јас сум напишал, што напишале градинките како одговор. Меѓутоа, кога зборам дека децата се дискриминирани, ќе ви кажам од кои причини. Прво, член 12 од Закон за заштита на деца забранува дискриминација на децата по било кој основ. Овдека е едниот дел дискриминација по основ на медицински третман.
Меѓутоа, вториот е по основна возраст. Деца од градинка може да одат, а не смеа да одат, меѓутоа малце постари деца, 1-2 години од прво и второ оделение, одат во основно образование, иако не вакцинирани. Сега, за жал, нема некој од, да не кажам спротивната страна, да објасни зошто овие деца се толку рискантна категорија која би ги загрозила другите деца, а не оние од прво оделение. За 1 година се разбира. Според моите информации, нели, основното образование е задолжително по устав и вие не можете да меѓутоа и заштита на јавно здравје е уште по... Тоа е вториот момент, најранливата категорија од 0 до 5 години, нели, од Добро. Се првите вакцини. Подоцна е ревакцинацијата, нели. Мислам, тука се прави, но би требало многу поактивно да се вклучат во објаснување нови работи луѓето од тие институции. Апсолутно. Не сум јас тука да бранам или да разбирам, за една работа се уште имам дилема. Оваа забрана, дали ги штити вакцинираните деца од невакцинираните или невакцинираните од вакцинираните? Тоа не можам да разберам. Која е поентата на имунизација на деца, ако ние сепак се плашиме дека они може да имаат потешки здравствени последици загрозени од невакцинираните деца. Не, вакцинираните нема да имаат последици, но ќе го пренесат вирусот на некој друг, на друга локација. Тоа истото може да се случи и во основно образование тогаш, дека вакцинираните деца може да го пренесат вирусот на оние невакцинирани кои одат во основно образование. И па ќе кажам, мора извршната власт, во конкретниот случај Министерство за здравство, да ги реши оние спротивставени интереси јавни или општествени добра. Вие велите задолжително е по устав основното. Па нели е задолжително и грижата за јавното здравје на населението. Не можете да мерите. Од друга страна... И па грижата за јавно здравје е во вакцините на крајот. Да, во ред. Јас се согласувам. Меѓутоа, вие викате дека има разлика меѓу децата до 5 години и оние што одат во основно училиште, така? Ако е грижата за пренос на вирусот на невакцинираните деца, тој пренос ќе се случи во основно училиште. Меѓутоа и друга работа да ви кажам. Овие деца не комуницираат меѓу себе само во градинка. Вие сега да појдете низ Скопје, има 50 игротеки, каде што нити е изречена некаква мерка на некомуницирање. Опасноста и натаму постои. Се прават родендени, прослави, децата едноставно играат, комуницираат меѓу себе. Театар за деца и младенци, малски игралиште, постојано се во комуникација. Единствена е ограничување... Локацијата... Единствена локација кај што е забрането... Каде се градинките. И па ќе кажем, врз основа на забрана која не е предвидена со закон. Друга е работа, како што предвидува таа точка 9 од член 64, каде што се вели забрана за вршење на дејност во објекти. Да забранат сите градинки да работат, тоа е друго. Не може да се постигне целта едноставно со ваква забрана, затоа што надвор од градинка комуникацијата меѓу овие деца постојано се одвива и едноставно го сметам за еден перфиден начин на вршење притисок врз родителите да се натераат да ги вакцинираат децата, затоа што има, верувајте ми, какви приказки се изнаслушав овие денови. Децата, па например дека мајка на аутистично дете, на кое не може да му објасни дека не може, не го примаат у градинка, дете плаче, не разбира зашто не иде у градинка, му облака патики, секој сабајле и го врти 2 сата околу градинката да мисли дека е во градинка. Има еден случај каде што мајка на вакцинирано дете и праќа покана за роден ден на мајка на невакцинирано дете. Има случај каде што... Сакаш да кажете дека родителите на вакцинираните деца не прават проблем? Па до сега не сум сретнал, ја не знам дали би правиле проблем, меѓутоа не гледам во што би бил проблемот ако се децата имунизирани и дека имаме една сигурност дека не може да има некакви тешки последици. Но нели потоа следува затоа реков ревакцинацијата во... Па не се разбирам се. Вие знаете дека не сум медицинско лице, меѓутоа ако е целта заштита или сопирање на пренесување на вирусот на невакцинирани деца
Исти такви невакцинирани деца има и во основно образование. А тука не постои пречка. Оправдувањето дека е задолжително основното образование не држи во ситуација. Сепак сметам дека... Па според Уставот? Па според Уставот, ама пак ќе кажам, и Уставот и јавното здравје го грижи. Меѓутоа пак ќе кажам, државата треба да се осврне на извршната власт, на спроведување на други мерки, пред едукација на родителите кои не сака да ги... или пропаганда на крајот на краиштата. Ма таа многу е леплива. Пропагандата на па добро имате, па не знам, имате па казна. 600 евра е казната. Па казнувајте ги. Еве, прочитав за... Јас не можам да казнувам. Па не казнувајте, ги повикувам. Прочитав податоци за Германија. Добро. Во 1983 таму била укината задолжителната вакцинација и потоа се намалува бројот на вакцинираните и потоа се јавуваат голем број заразни болести кои биле искоренети порано. Се вратила рубеолата. Сега, таму дека градинката може да не прими дете, го испраќа родителот на обавезно советување за корисноста на вакцината, а казните се движат до 2500 евра. Бидејќи вели за 10 години 190 или 180 илјади луѓе се зафатени од болести кои се спречуваат со вакцинација. Оваа информација не сум имал до сега, ќе ја проверам. Доста прилично добро ми е познат германскиот правен систем, верувајте, дека можноста градинката да одбие да прими дете невакцинирано, сигурно е пропишана со закон. Ако не сум го испитал, ќе го проучам, ќе го најдам и ќе ви потврдам дека таква мерка е предвидена со закон. Значи, јас овдека зборам за легалноста на оваа изречена мерка. Да, ве разбирам, добро разговараме. А не зборам за последиците. Нити ја застапувам антиваксерската страна, нити проваксерската страна. Едноставно сметам дека во моментов овие деца преживуваат, верувајте ми, трауми, вистински трауми, во нивниот развој имаат кочници, дури некои деца што се со попреченост во развој имаат и потреба да посетуваат градинки. Сега ќе каже некој дека ги вакцинираат. Па да, тоа е притисокот што се врши врз родителите, задолжително да ги вакцинираат. А ја и на моите клиенти им реков, ја да сум власт, ја ќе ве казнам. Меѓутоа, како, не знам колкава е бројката на невакцинирани деца. Не знам дали се само деца, околу 22.000. Па не знам деца. А дали знаете лани колку се казнети, изречени казни? 20. Па каде е власта да реагира ни на ова поле, да ги казнува родителите? Некој ќе прифати да плати, некој нема да прифати. Меѓутоа, сметам дека доколку сака да се постигне некоја смислена и сигурна цел во овој правец, па и ја не сум испитувал многу, не сум на оваа тема, меѓутоа најдов за последното испитување во Данска. Добро. Вршено на два пати, еднаш е 2002, еднаш 2012 година. Вршено на 600 или 650 илјади деца. И на крај, професор од Емори универзитет во Соединетите Американски држави вака вели: никако не може да се докаже врската помеѓу аутизам и вакцинација. И вика, место овие ресурси што ги трошиме на годишни и годишни испитувања, треба да ги пренасочиме во едукација на родителите, затоа што јас сметам дека и во оваа група родители кои ги застапувам, не се толку сите крајно антиваксерски. Они едноставно, дел од нив, по големиот дел, нема верба во системот. Пред некое време излезе информација дека се застарени вакцините. Па после излезе дека не се. Има случаи па на лош третман од страна на доктор. Државата треба да се фокусира на едукација, доколку смета дека треба да е задолжително. Иначе, по член 33 за заштита на населението од заразни болести кај нас е задолжително. Меѓутоа, викам, доколку не го вакцинирате детето, кои се мерките? Казни 350 до 600 евра. Ваква одредба не постои. Утре која воведат со новиот закон, мислам дека италијаните веќе го... И французите. За французите не знам, ќе се информирам, меѓутоа по тоа што пратам, вика, меѓутоа да знаете, од причина на задолжителност на основно образование
и во Италија не може да ви го одбија детето од основно образование. Пак се сведува на децата во градинка. Во Италија ќе платите казна, не знам колку е, 600.000 евро. Но не е само да се плати казната, да се спречат епидемии, особено од болести кои биле, да речам, надминати со вакцините предходно. Ќе кажам, не сум стручен во оваа област, меѓутоа не може да се постигнува општествено оправдана цел со незаконски средства. Тогаш и целта ја губи својата смисла ако со незаконски средства ја остваруваме. Макијавелистички некако доаѓа, нели? Ја имаме целта, нели, значајна, ама дај сега ќе го направиме. Нека, пазите, кај нас во итна постапка се донесува толку многу закони, па кога дојде епидемија, зашто не го донесат и овој закон во итна постапка? Дека не може да се примаат, задолжителна е вакцината, не ги примаме децата во градинка ако не се. Нека е со закон пропишено, а не само паушално или волунтаристички да се излегува и да се вика од денеска. И дури и градинките викаат не дека ние не ги примаме, нас ни нареди. А они нити ја испитуваат, градинките не ја испитуваат законитоста на ова решение. Но го спомна за аутизмот, испитувањето. Според сите податоци 1998 година во еден угледен англиски часопис излезна една анализа од еден хирург, 12 коавтори кои тврдат, сугерираат сушност дека вакцините против мали сипаници, заочки и рубеола, односно МРП, го зголемувале аутизмот. Значи, тоа толку фино се залепило за уши за голем број луѓе, но потоа со сите истражувања и анализи откриваат дека дотичниот хирург всушност самиот аплицира за своја вакцина против мали сипаници, па се најдоа некакви финансиски други спојки и часописот се извинува потоа и го повлекува текстот. И еве, од тој текст дошло и до таквите истражувања што велите кои потврдуваат дека нема врска со Па пазите, Роберт Де Ниро е еден од наистакнатите антивакс. Да, па рековме во светски рамки. Он им е ликот кој ги представува. Јас да помогнам да вршам влијание на родителите да ги вакцинираат. Тоа е масовна кампања која треба. Па ние сме сведоци дека секојдневно имаме кампањи финансирани од извршна власт за дигање на свест на еди што. А ова клучно прашање, па јас за 3 месеца не видов дека било каква акција е поведена, малце да се мрдне од нулта точка. Едноставно, или вакцинира дете, или не те го примаме во градинка. Ако веќе толку е била масовна антиваксерската кампања, и гледаме зошто 20 контра години, на тоа кампања. Зашто 20 години, па не само Македонија, ова е епидемија ни цел свет. Па тоа реков. Имам податок дека во Соединетите Американски држави јануари и февруари се заболени 10 пати, 5 пати повеќе лица во споредба со лани. Па каде биле тие држави да водат кампања па за проваксерство, да кажем? Па еве и Светската здравствена организација се адмира. Но, кај делот... Не споминувајте Светска здравствена на антиваксери, они мислат дека све е финансирано од фармацевските компании. Па ќе кажем, да не се фокусираме на тоа, да се фокусираме на правата на децата и да дојде некој стварно да објасни какви несакани последици може да произлезат само од градинките, а не и од остатокот на денот. Ја не верувам дека децата на родителите на вакцинираните деца ги зимаат од градинка, дома ги носат и ги држат у карантин. Тоа сум сигурен дека не се. Добро, прочитав еден став на еден германски педијатар, кој вака вели: не морате да ги вакцинирате сите деца, само оние што сакате да ги задржите. Да ги задржите. Ставот е навистина јак, но да се лоцираме последниве минути на... Би сакал нова само еден одговор да дадам. Во кривичен закон, законник на РМ, сигурно постои одредба за невршење родителско право, па камоли со летални последици, ако е. Па поведете кривична постапка против родител кој за жал го изгубил детето како последица на рубеола. И тоа ќе има и дејство, па кривичниот закон не е само се однесува на специјална, на генерална превенција. Ако видиме дека се покаже врската, неодговорност на родител со летална последица на негово дете, па тој биде осуден 5, 6, 7 години, веројатно ќе има некое влијание.
Пак ќе се вратам. Она што во моментов се прави, се искористува состојбата на децата, нивните трауми, да се врши притисок на родителите што побрзо да ги вакцинираат. И токму со ова незаконски паќека изречена мерка. А ве кажавте во следните емисии ќе излезе некој да збори од стручно лице, од стручни лица. Баш би сакал да чујам каква штета можат невакцинираните да нанесат на вакцинираните деца. И дали воопшто може? Чекај се, судството е независно. Па јас се надевам, се борим. Да не биде додека добиете одговор на мерките што ги предлагате. Да се донесе законот. Или да се донесе законот, или да... Пазите, да се повлече одлуката за епидемија. Па може и тоа. Може и да се прогласи ненадлежен судот, да каже, па ние тоа немаме врска со министерството. Меѓутоа, јас секоја што ми имал верба во судот, па не се смејте се, вистина е тоа и кога сум решил да го поднесам предлогов, прво морав сам себе да се убедам дека е издржан и дека држи вода, дека е на вистина изречена незаконска мерка, а од друга страна судовите се тие кои ќе треба да донесат одлуката. Каква одлука вие пред граѓанскиот суд на граѓански се обраќате? Да. А барате времено повлекување на мерката? Не времено. Барам решение судот да донесе со кое ќе се задолжат градинките да ги примаат децата назад во градинки. Значи... А јас не ја третирам во мојот предлог или тужба, затоа што ова е управна, работа на управна постапка. Меѓутоа, бидејќи градинките се повикуваат на ова решение, дека нив им е наредено, пазите, во правото и вие добро знаете, наредбата не ве ослободува од одговорност. Јас само кажувам дека градинките постапуваат по незаконско решение донесено од Државниот инспекторат за јавно здравје. Сега тука судот нека цени слободен. Па имаме право на жалба после до апелација. А во меѓувреме, ако се донесе тој закон за да постои одредба, законска одредба дека градинките може да не ги примаат невакцинираните деца, тоа е друга работа. Од колку градинки рековте имате? 14. Да, од колку имате? Не, од 4 до сега. До сега? До сега, да. Да. А од тие што имате добиен одговор, судот не може да постапува по нив? Па не знаете како. Или треба да ги чека сите? Четворица судии се кои постапуваат по ова. Меѓутоа, сметам дека правилно зазема став судот, заеднички да го изгледа, затоа што четворица судии постапуваат. Сега да не се случи контрадикторност меѓу нив, еден прифатил, заедно ќе изградат еден став, и поедното која ќе се реши, поедното. Меѓутоа се уште се чекаат одговори од сите градинки, како што налага постапката. Меѓутоа одлуката ќе биде на судот, мислам на четворицата суди, кои меѓусебно ќе се советуваат, изградат мислење единствена. Или се прифаќа, или не се прифаќа. Димитар Савовски, благодарам што ви благодарам што ме поканивте. Па ќе ја следиме ова работа. Баш би сакал да чујам одговор од Министерството или од другите институции, од инспекторат, да кажа да оваа забрана. Што се постигнува едноставно. Да, добро. Ви благодарам. За сега толку, ние се гледаме по неколку минути во дневникот. До тогаш пријатно.